од најмалата возраст да се започне со изучување, значи и со поголем број на теми од животни вештини. Се со цел да се влијае на зголемената самодоверба, на себе прифаќање и да се формира една позитивна слика за себе кај младиот човек. Што ако не се лекува на време? Ако не се лекува на време, значи може да прогресира и веќе да се претвори во анксиозно расстройство или анксиозно депресивно расстройство и да биде потребна медикаментозна терапија. Во раниот третман веќе спомнавме што е неопходно во однос на психоедукацијата. Сега често кога клиентите доаѓаат кај нас психолози, терапевти, тие имаат и некои очекувања ние да дадеме готов совет. Меѓутоа ние работиме на начин на истражување, значи на клиентот да свати што всушност се случува сега со него. Бидејќи спомнав доста физички симптоми, значи тука прво телото пати, се јавуваат доста тие симптоми кои што ги кажав и кои што се слични на некои кардиоваскуларни заболувања. И тука ќе го напоменам исто така моментот дека прво кога се обраќаат, баш заради сличноста на симптоматологијата, со некои болести се обраќаат прво кај матичните лекари. Па потоа следат низа на лабораториски, интернистички, кардиолошки испитувања, се додека не се докаже спротивното, дека со организмот, со лицето е се во ред од физички аспект, и дека всушност тука се случува нешто лошо, нешто друго. Значи треба да се обрати на психолог. Ова би го поврзала токму и со стигмата во помалите средини, значи во помалите места, каде што веќе почнува кај лицето да се јавува едно чувство на неприфатеност, дека можеби сега јас имам анксиозност и треба да одам да посетам психолог. И тука секако е и стравот од посета на психолог, па често се случува да кога кај мене доаѓаат клиенти па да се соочат со уште поголема анксиозност или да кажат, еве јас ги поминав сите испитувања и сега ајде да видам и ова. Ми кажаа дека треба да се обратам, дека со мене физички е се во ред. И во моментот уште толку се наголемува анксиозноста, ајде сега па да видам што ќе ми се случува тука.